Добар ден! Како што најавивме, денеска го имаме на тест Peugeot 208, еден од најубавите и најскулптурални автомобили кои се појавија во 2019 година. Но тој со неговото појавување на пазарот секако дека ќе ја продолжи успешната приказна на серијата 200. Па погледнете го само предниот дел, како да е дива ѕверка која сака да ве проголта. Така е конципирана целата предница, силно, мускулесто и импресивно. Оваа контура се продолжува и на задниот дел, каде што па имаме една сосема поинаква приказна. Приказна која ја продолжува онаа сторија која започна на предниот дел, но задниот дел делува сосема модерно, а има и класични цитати. Гепекот има сосема доволен капацитет да прими работи кои ви се неопходни за еден подолг викенд или можеби за еден пократок одмор. Проблемот настанува кога треба да се влезе на задната клупа. Влегувањето барем за мене не е пријатно и би требал малце повеќе да вежбам влегување и излегување. Но тука не застануваат проблемите на задната клупа. Главата ми удира во потпирачот, односно во облогата на покривот. Исто така, преблиску ми е главата до без столбот. Едноставно нема многу ни простор за колениците, што е според мене голем проблем кој го има 208-ката. Но за убавината велат дека се трпи. Сето она негативно што го доживеав на задната клупа се поништува кога ќе се седне на возачкото седиште. Со старт-стоп копчето го активирам моторот и веднаш се чувствува една нова димензија. Внатрешноста е убаво конципирана и убаво уредена. Гледајте само оваа скулптурална форма на централната конзола и на централниот гребен кои делуваат многу моќно. Тука се и прекинувачите кои се продолжување, односно еволуција од оние кои ги имавме во 3008-ката и така натаму. Но сиот простор е добар и извонредно ергономски. Замерка е што во задниот, односно во долниот дел имате неквалитетна, односно груба пластика. Морам да се коригирам, не е ова неквалитетна, туку груба пластика која за разлика од горниот дел кој е гумиран и овој дел кој стимулира еден карбонски отисок делува малку по-незграпно, но целата конципираност на расположливиот простор во внатрешноста е повеќе од позитивна. Морам да го истакнам и тридимензионалниот iCockpit, кој е одлично остварување во рамките на автомобилската индустрија, а не ми се допаѓа само што е воланот премногу исфрлен и понекогаш дури и пречи на гледањето на инструментаблата. Како што реков, исфрленоста на воланот не ми се допаѓа, но ми се допаѓа што неговата форма е како да е извадена од болид. Но неговите дебели краци ја покриваат во целост ракетата преку која се командува музичкиот систем, но исто така и активниот темпомат. Едноставно треба на памет да ги знаете распоредите на функциите за да можете да го наместите. Инаку морате крајно лево да го, односно на десно да го поместите воланот за да видите која функција е каде. Овој автомобил чини 16.500 евра, што се однесува до изгледот и опременоста чиста десетка, но да видиме како се однесува 1,2 литарскиот мотор во возење, но и потпирањето на 208-ката.
Во моторизацијата на Peugeot 208 има 3 бензински и уште 2 дизел мотори. Но еден од најинтересните е оној со средна сила од бензинците. Сите се 3-цилиндерски со работна запатнина од 1,2 литри, но имаат различна сила од 75, потоа турбашот со 100 и 130 конски сили. Јас сум задуправувачот токму на турбашот од 100 конски сили, кој по моја проценка е еден од најинтересните за македонскиот пазар. Неговата избалансирана цена, потрошувачка, но и перформанса е добра за македонскиот терен. Македонија е држава која има претежно планински предели, па затоа го оценувам овој мотор како посебно добар за нагорнини, бидејќи турбината упумпува доста сила и одличен вртежен момент дава моторот за возење на нагорнини. Она што многу ми се допаѓа кај 208-ката е подпирањето. Покрај скулптуралната внатрешност која изгледа раскошно и интересно, подпирањето е она што го дава вистинското чувство за овој автомобил. Пред се, тоа е доволно меко за да стоички помине преку лошите локални патишта, но и е доволно цврсто за да ја издржи сета оптеретеност на суспензијата, односно на подпирањето, кога се вози побрзо во свиоци. Па така, таа синергија која се ствара дава еден извонредно добар резултат. Резултат кој ви пружа удобство во престојот во кабината, но и ги поддржува спортските амбиции на возачот. Кога се форсира моторот се чувствува оној типичен звук за 3-цилиндерска машина. Но модерните 3-цилиндерски мотори се добри бидејќи имаат и добра перформанса. Помина времето кога за 3-цилиндерските мотори се збореше дека се само доволни да ја придвижуваат каросеријата и колку толку да бидат економични. Сега имаме одлична перформанса благодарение на турбината, но малку поголема бучавост. Исто така, таа бучавост може да се игнорира, бидејќи перформансата е проследена и со економичност. На изминати повеќе од 400 километри ние забележавме просечна потрошувачка од 6,2 литри, што и не е голема потрошувачка за овој тип на мотор, односно на овој тип на каросерија. Воопшто, 208-ката покажува дека покрај естетиката може да се смета и на економичноста. Она што многу ми се допадна е тридимензионалниот iCockpit, бидејќи со него никогаш нема да ви биде досадно. Покрај можност заменување на графиките и приказот на инструмент таблата, воодушевува и тридимензионалниот отисок што се дава пред возачот. Има некои луѓе кои и тоа ги нервира, па затоа производителот нуди и да се исклучи тридимензионалниот кокпит. Но зошто би го правеле тоа? Добриот амбиент во внатрешноста, проткаен со економичноста, но и опциите за два можни модуси на возење, нормален и економичен, го прават овој автомобил посебен. Работното место на возачот е удобно и добро позиционирано. Има добра прегледност, но јас имам една забелешка што се однесува на isfrленоста на волатот. Тој има добра една педа растојание од инструмент таблата, па затоа и позицијата на возачот седечка е многу isfрлена наназад. Тоа се одразува на удобноста на задната клупа, бидејќи
јас кога сум наместен во мојата позиција, нема многу доволно простор зад мене. Значи, оној кој би се возил зад мене би можел да издржи само на кратки релации, а на некоја подолга чисто се сомневам. Спортските амбиции се оправдуваат со моторот, кој има мала зафатнина, но сосема доволна сила. Peugeot 208 е мал по димензии, но е голем по неговата идеја. Замислата да се има едно хипстерско возило кое ќе изобилува со извонредно модерни цитати на каросеријата се прикажува во најдобро можно издание. Тоа беше се за денешното издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и следната средба е за 7 дена. До гледање.